Добар ден, почитувани. Последните високи сметки за електрична енергија непријатно ги изненадија граѓаните. Освен семејствата, високите цени на струјата неизбежно ќе имаат негативно влијание и врз бизнисот. Владата на Македонија од ноември минатата година прогласи енергетска криза, предизвикана од порастот на цените на енергенсите на светските пазари. Сепак, трошоците за струја и натаму растат. Тие веќе придонесуваат за зголемување на цените не само во угостителските објекти. Некаде цените се повисоки и за 30%. Ако цената на едно еспресо во центарот на Скопје пред нова година беше 70 денари, сега во некои кафулиња изнесува и 100 денари. Ова е само еден од примерите на ценовните скокови кои се случуваат во земјата поради повисоката цена на струја, која потикна поскапување на производите и услугите. Ако ги споредиме сметките за истата потрошувачка во угостителската индустрија на ланската година и оваа година, ќе видиме дека сметките се безмалку двојно поголеми. Фактот укажува дека зголемените трошоци ќе допринесат за зголемување на цените во угостителските објекти, и тоа не за малце 5 или 10%, него можно е да бидеме сведоци дека и по 30% во некои угостителски објекти кои што се позиционирани на посебни локации, центари, така натаму или туристички места, да цените претрпат значителни промени во однос на нивното зголемување. И собственичката на фризерски салон Емилија Ивковска вели дека неминовно е нивните услуги да поскапат, бидејќи сметката за струја им е зголемена за 50%. Ние занаечиите и другите, сигурно, од приватниот сектор, би требало да побараме сметките за струја да ни бидат намалени, односно да не ја плаќаме таа индустријска тарифа, туку да ја плаќаме регуларно, во согласност како што плаќаат и другите, како и физичките лица што ги плаќаат нивните сметки, затоа што со овие трошоци не може да обстанеме во нашиот бизнис. И Јосифовски и Ивковска вела дека тоа ќе влијае на обемот на нивната работа. Нормално е дека секоја промена во однос на цените, секое влијание политичко или било какво што може да влијае на гостите, дека во прв момент ќе направи удар на угостителите, да во еден момент луѓето се откажат или можда размислат што ќе јадат, што ќе пијат заради зголемување на цените. Мислам да, дека ќе имаме помал обем на работа, затоа што некој што правел фризура еднаш секоја ја недела, може сега ќе прави еднаш во месецот. И така да секој си прави калкулација, онака како што му според неговиот семеен буџет. Зголемените сметки за струја се и страшен удар за примарното здравство. Имено сега ми се јави матична докторка концесионер која што ми информираше да добила овој месец 2 сметки за струја. Првата сметка била 5700, а додека следната сметка која што добила од здравствениот дом била коригирана и изнесувала 20.000 и нешто. Така да ова е нов страшен удар кон примарното здравство. Владата од ноември минатата година прогласи енергетска криза, предизвикана од порастот на цените на енергенсите на светските пазари. Во цела Европа високите цени на електричната енергија ги зголемија сметките за комунални услуги, оставајќи ги луѓето мака да мачат за да врзат крај со крај, а малите бизниси да страхуваат уште колку долго можат да преживеат. Никаде повеќе не се чувствува таквиот притисок како на пример во Турција. Мехмет Богдај, собственик на ресторанот Асмали Месид во областа Бејогу во центарот на Истанбул, вели дека подзинал кога видел оти неговата последна сметка за струја поскапа од киријата за неговиот ресторан и повеќе од двојно поголема од сумата што ја платил во декември. Böyle bir şeyi kaldıramıyoruz artık. Gerçekten kaldıramıyoruz. Yani buranın elemanları var, sigortaları var, çalışanları var, kiram var, kiramın stopajı var. Kaldıramıyoruz artık. Yani bu kadar bir elektrik faturasının gelmesi gerçekten mantıksızlık. Cengiz Sur, собственик на бар и ресторан во Истанбул, пак вели дека почнал да ги исклучува фрижидерите, греалките и светлата, откако неговата сметка за енергија овој месец исто така ја надминала неговата кирија. Tabii en büyük şeyimiz şu anda kiradan çok elektrik maliyetimiz olmaya başladı. Yani kira maliyetini geriye bıraktık. Elektrikle nasıl baş ederize düştük. Dolaplarımızın fişlerini çekiyoruz. İşte çalıştırmamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar aza indiriyoruz. Во Европа, високите цени на енергијата ги зголемуваат сметките за комунални услуги.
Никаде повеќе не се чувствува тој притисок како во Турција, каде што инфлацијата достигна речиси 50%, а превисоките сметки за струја предизвикуваат протести. Социјалните мрежи се преплавени со луѓе, вклучително и познати личности, кои ги објавуваат своите сметки за струја. Пазарџиите истакнуваат известувања во кои ги критикуваат високите сметки, додека други се собраа пред компаниите за дистрибуција на електрична енергија и ги запалија сметките за струја. Лидерот на најголемата турска опозицијска партија се приклучи на бранот повици, со кои се бара повлекување на неодамнешните поскапувања на струјата, велејќи дека нема да ја плати сметката за струја додека не се намалат тарифите. Со оглед на тоа што производството на електрична енергија во голема мера зависи од увезениот природен газ и јаглен, властите ги зголемија тарифите за електрична енергија на 1 јануари, интензивирајќи кризата со трошоците за живот во земјата. Новите тарифи ја покачија струјата за 50% за домаќинствата кои користат до 150 киловат-часови месечно и за дури 127% за деловните субјекти и домаќинствата со висока потрошувачка. Zaten zor bir sürecin içerisinden geçtiler. Pandemi gibi bir sürecin içerisinden 16 ay kapalı kalan ve birçok yapıldığı söylenen destekten de faydalanamayan esnaf arkadaşlarımız, kimisi belli bir kısmı kapandı. Belli bir kısmı direndi. Tam toparlanabiliyorum diyecekken Зголемувањето на електричната енергија дополнително ги оптоварува домаќинствата и бизнисите, кои веќе беа оптоварени од високата инфлација и зголемувањето на цените на природниот газ, горивото и патарините за патиштата и мостовите. I think there will be some retreat in the price hikes. I'm not sure whether it is feasible for company balance sheets, or I'm not sure how far they can take back the price hikes. But I think to curb the public tension, we may see some action from economy management. Колку интервенциите на властите за да го зауздаат незадоволството кај граѓаните поради високите сметки за струја можат да влијаат врз намалувањето на се поизгледната спирала на инфлацијата? Вашите мислења и коментари можете да ги испраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување.